Почитувани пријатели, ние на овие избори одлучивме да излеземе и на председателските избори, да дадеме свој кандидат. Тоа го кажавме уште при правење на иницијативата за формирање на партијата на 29 мај. Тогаш кажавме дека ќе собереме 10.000 подписи и дека ќе имаме председателски кандидат и тоа го сторивме. Гром покажува дека се стои на зборот. Дека ние многу добро знаеме како ни функционира партијата, како ни е подготвено членството и како одлучивме да идеме на председателски избори. Господинот Зоран Поповски е универзитетски професор, предава на 3 факултети. На земјоделскиот, технолошко-металуршкиот и на факултетот за фармација. Господинот Зоран Поповски предавал на 10 универзитети во светот кои што се рангирани меѓу првите 50 во светот. Гледате, Свети Кирил и Методи го нема ни меѓу 500 во светот, да не имаше рангирање, значи, а тој предавал на 10 универзитети кои се меѓу првите 50 во светот. Господин Зоран Поповски беше 4 години член на Комитетот на НАТО за образование. 2 години беше експерт на Европската комисија за подигање на капацитетите во образованието во Босна. Работеше за Обединените нации, работеше за УНЕСКО. Има многу научни трудови, има одлично политичко искуство, почнувајќи од председател на млади на гимназијата Орце Николов, па потоа председател на студентите на Природно-математичкиот факултет, потоа член на председателство на Универзитетската конференција на Универзитетот Свети Кирил и Методи, член на председателство на младина на Македонија, кај што беше и Ѓорги Иванов член на председателство на младина, а јас бев во Белград. Потоа беше државен секретар за образование. Единствен државен секретар кој остана 4 години на своето место, сите беа менувани, ротирани и така натаму. Татко на 2 деца, семеен човек, едноставен човек, со кој што можеш сосема нормално да комуницираш. Инаку од слободни активности нашиот председателски кандидат свири клавир. Многу сака рафтинг со чамци да се вози. Знае да преживува во планина. Вози мотор, крос. Исто така, оно што е најбитно, многу е сака кошарката, игра добро. Кошарка, значи се на се имаме една сестрана личност кој што ги исполнува сите критериуми да имаме председател со кој што ќе се гордееме. Над се образован, со одлично политичко искуство, со одлично меѓународно искуство, не е, како да кажем, определен само во еден сегмент, туку гледаме дека има широки погледи на животот, што значи дека има еден широк спектар на предиспозиции да достојно ја презентира, односно ја представува Република Македонија, како во земјата, така и на меѓународен план. Ако се потрудиме, господинот Зоран Поповски да влезе во втор круг, јас ви гарантирам дека ќе имаме председател со кој што ќе се гордееме, председател кој што бидете сигурни дека Македонија ќе нема политички затвореници, зашто ќе има аболиции. Ќе имаме председател кој што ќе инсистира на правната држава, затоа што уставните овластувања што ги има и во судскиот совет и во уставниот суд ќе ги искористи до максимум да ги пополни со вистински правни експерти, а не со партиски војници. Затоа што господинот Зоран Поповски не е подготвен да ја витка кичмата, туку тој стои на позициите дека уставното име Македонија нема да го дава и нема да го менува, затоа што господинот Зоран Поповски смета дека треба драстично да се подобрат материјалните услови за војската, за нашите војници, за нашите бранители, и затоа што смета дека сите оние кои што по исполнување на годините на старост според НАТО стандардите не смеат да останат на улица, туку мора да има законско решение и по автоматизам да се прераспоредат на други работни задачи низ владините институции. Мој прв императив ќе биде да го вратиме граѓанинот во центарот на политичкиот живот. Луѓето да се чувствуваат како индивидуи. Човекот да почне да чувствува дека е политичко битие тој, а не партијата која што стои зад него. Затоа наша прва и основна цел е да бидеме представници на граѓаните. И денеска на пресконференцијата што имаме реков, жал ми е што господјата Ванковска и господинот Ангелов не успеа да соберат 10.000 подписи и сега луѓето, граѓаните едноставно немаат друг избор освен да гласаат за нас, за Гром, односно за мене, затоа што сме ние токму нивни репрезенти на луѓето на кои што им ја прекуглава од препукувања, од плукања, од недоразбирање.
Понатаму втора работа на која што сакам да се фокусираме сите заедно, тоа е етничката стабилност во Македонија. Ние, знаете, соседите не можеме да си ги бираме ни дома. Едноставно мора да се навикнуваме да живееме со нив, не покрај нив. Кога живееме покрај нив, стануваме механика, не сме човечки битија. Значи мора да најдеме начин да живееме во слога, да бараме начини како да ги надминуваме сите овие недоразбирања, оти услов за политичка стабилност е етничката стабилност. А пак услов за развој на економијата ви е политичката стабилност. Тоа едно без друго не оди. Ако тоа првото не го обезбедиме, ќе си тапкаме во место уште долги години. Понатаму трета работа која што треба да ја направиме, тоа е да ги откочиме процесите на евроинтеграција. Сакаме во Европската унија, сакаме во НАТО, без никаква алтернатива. Вие гледате во соседството што се случува. Ако пред неколку години некој речеше дека Србија и Косово ќе почнат да преговараат, дека Србија и Хрватска ќе си простат, дека Хрватска и Словенија ќе се договорат, некој ќе ги прогласеше за политички аматери. Сето тоа денеска е реалност. Значи ние, ако го тргнеме проблемот со името, во односите со Република Грција, ние треба да бидеме најдобри пријатели. Во било кој смисол. И тоа ќе биде нашата идеја. Не само да се бавиме со политички разговори на тема име, него да почнеме да ги култивираме односите помеѓу медиумите. Затоа што новинарите можат да сеат и убава мисла, ама можат да сеат и омраза. Ние треба да ги навикнуваме на првото. Понатаму културната, спортската соработка исто така може да се негуваат и кога тоа ќе го постигнете до одредено ниво, тогаш името веќе станува многу полесно за решавање. Истиот е случај со Република Бугарија. Професионални дипломати, длабински анализи на состојбите, тоа што во овој момент го немаме во преговорите. И одвикнување од било какви провокации, тоа е рецептот како да ги одглавиме овие процеси и полека, но сигурно да стануваме дел од европското семејство. Во овие 9 години, доека чекаме почеток на преговорите, пред нос ни поминаа 9 пати по 74 милиони евра, на кои што имаме право како држава која што ги почнала преговорите. Значи, рачунајте дека 700 милиони неповратна помош Македонија изгуби само заради тоа што од 2005 година нааму не ги почнала преговорите со ЕУ. Тоа мора да престане. Замислете тие пари да ги вложевме во нови работни места, да го запревме овој процес на инвестиции нерезонски во главниот град и да го отвориме процесот на дескопијаизација во Македонија. Сите луѓе во Македонија имаат право на нормален живот, а не само скопјани.